Почитувани колеги од представници на медиумите, представници на институциите, пошто гледам и такви, представници екселенции на дипломатскиот кор, добар ден и добре дојдовте на денешнава промоција на зборникот кој носи наслов Од Букуреш до Преспа, сведоштва за едно време, Македонија 2008-2018, кој што во издание на Фондацијата Отворено општество Македонија го издававме на 3 јазици, и тоа на македонски, на албански и на англиски, и чии што примероци може слободно да ги земете на влезот овде. Насловот на зборникот ми се чини зборува многу прецизно. Сите од прв до последен, директни сведоци, активни промислувачи и учесници во процесот на разобличување и демонтирање на политиките на еден режим кој владееше со Македонија во периодот кој што е фокус на овој зборник. Ова не е прв подвиг или проект од ваков тип кога станува збор за Фондацијата Отворено општество Македонија. Фондацијата во своето 27 годишно постоење била во континуитет посветена да дел од своите ресурси искористи за да биде еден од ретките, ако не на свој начин и единствен, хроничар на поновата историја на сега Република Северна Македонија. Во тој контекст верувам ќе се потсетите дека во издание на Фондацијата Отворено општество Македонија беше зборникот Македонија 1989-1999 посветен на македонската транзиција, па потоа зборникот Македонија 1999-2001 посветен на вооружениот конфликт, зборникот со наслов Црн понеделник, кој го остави забележано она што се случуваше на 24 декември 2012 година, кога пратеници и новинари беа нападнати во собранието и насилно исфрлени од законодавниот дом. И така натаму. И од тука може да се каже слободно дека мотивите и идејата за едно вакво издание дојдоа многу спонтано и многу природно. Верувам исто така ќе се согласите дека сите ние како индивидуи, но многу повеќе како колективитет, сме склони на кратко паметење. А згоре на тоа немаме елементарно ниво на култура да бележиме и да архивираме, а уште помалку пак адекватно да го зачуваме тоа што веќе еднаш можеби и систематично сме го забележиле. Во прилог на оваа теза за недостиг на елементарна грижа за градење и чување на нашата институционална и општествена меморија, постојат многу примери, а со истото ова се соочивме и сега кога работевме на подготовката на зборникот. И всушност најсилниот мотив за да пристапиме кон изработка на еден ваков зборник беше за да се обидеме, барем делумно, да придонесеме кон колективното паметење или да се спротивставиме на заборавот. Во случајов мотивот беше да запишеме, за да не заборавиме, за да никогаш повеќе не ни се повтори. Сметавме дека е многу важно, иако од една куса временска дистанца, да фрлиме светло, да се потрудиме да обезбедиме максимално можен објективен ракурс на тоа што ни се случуваше во посочената деценија. Се определивме да поканиме автори да подготват своји текстови во кои независно и критички ќе ги интерпретираат настаните и феномените што ја одбележаа таа декада и при тоа елаборирајќи ги своите ставови и согледувања во комбинација или подкрепени со изјави и интервјуа со трети лица, кои најчесто беа директни
учесници и двигатели на општествените случувања во тој период, и тоа како носители на државни или партиски функции, или како представници на стручната и академската фела, граѓански активисти и така натаму, и во комбинација со посочување на факти кои постојат запишани во некои документи, различни документи и извештаи, кои што се зачувани во странски и домашни архиви. Напорот беше да обезбедиме колку е можно објективен поглед на настаните. Од друга страна пак, исто така треба да се каже дека концептот на оваа публикација во која авторите се сведоци на тоа време, а текстовите се нивни директни сведоштва, дава и една малку поинаква димензија, од причина што сведоштвата се крајно лична, интимна категорија, што ги прави и да бидат крајно субјективни, а со тоа и неотпорни на времето и на просторот. Зошто токму од Букурешт до Преспа? Затоа што тоа е една важна историска одсечка, чии два краја, тоест ниту еден од нив, не е еднозначна равенка, барем не од денешна перспектива. Лузните од Преспа, изневерените очекувања, кои втемелени можеби на преголеми и нереални надежи, ја испорачуваат својата општествена цена. А нашиот пат кон Европската Унија и покрај жртвите и премрежјата се чини неизвесен или барем криволест. Посе изгледа ќе треба сепак да оставиме на времето и пред се на идните генерации, за кои се надеваме дека ќе најдат предизвик и провокација да се навратат на зборникот, да извлечат темелни и далекусежни поуки и лекции, базирани на своето вреднување за постигнатото или непостигнатото во овој период. Во оваа прилика, на самиот крај, би сакала во името на вработените и на членовите на управниот одбор на Фондацијата Отворено општество Македонија да им се заблагодарам на авторите, чии текстови се поместени во оваа публикација, и тоа Васко Маглешов, Катерина Блажевска, Љупчо Поповски, Милка Смилевска, Владимир Милчин, Билјана Бејкова, Сефер Тахири, Мери Јордановска, Сашка Цветковска, Менче Атанасова Точи, Дејан Азески, Гордана Дувњак, Искра Новаковска и Назим Рашиди за нивниот огромен придонес, без чија несебична посветеност и труд, оваа публикација не ќе можеше да се реализира. Ви благодарам на вниманието и сега го поканувам Гордан Георгиев, членот на управниот одбор на Фондацијата Отворено општество Македонија и член на уредувачкиот одбор на зборникот, да ни се обрати. Гордан, повели. Добро, драги пријатели, благодарам за што дојдовте на промоција на една, јас ја рекувам, важна и добра публикација. Важна, бидејќи, Фани го спомна тоа, бидејќи отсликува една реалност, едно многу важно време за нас, не само заради тоа што сме современици, на тоа време, туку и заради тоа што верувам дека и идните поколенија, внуци, деца и така натаму ќе имаат што да најдат во оваа книга. А добра, бидејќи има одлични текстови, има добри пишувачи, одлични пишувачи кои што би рекол на чесен начин ни пристапија на темата, без некаква наша интервенција, само бегло ги наведовме темите и кои што пишале едноставно добри текстови. Третиот атрибут на оваа публикација е дека таа е возбудлива. И тоа многу е возбудлива. Јас ќе ви кажам, вчера, да речеме, дока 2,5-3 зато сум малце потечен, пак препрочитав некои текстови што ги имав читано пред неколку месеци. Ги фатив првите два на Кате Блажевска и на Попера Љупчо Поповски. И кога ги читате, си викате, вау! Значи, као да гледате некаков Netflix трилер, возбудлив трилер, кој што е многу интересен, чекате од една епизода во друга, веднаш ја пуштите следната епизода, на некои моменти дури си викате, па добро, малце претеа режисеров, малце премногу ова, и после сваќате дека вие сте било дел од тоа,
дека сте живееле во тоа време. И не само што сте живееле, сте играле во тој филм и плюс сте биле снимани во тој филм. И тоа е моето неодмирливо чувство за оваа публикација, дури во текстовите во кои што има некакви повторувања, има една возбуда за едно време кој што изгледа неверојатно од оваа перспектива. Околу историската дистанца не може да зборувам, историската дистанца, пошто гледам историчари, историската дистанца е проблематична, но без друго. Беше важно и мислам дека е важно да се остави една трага на тоа време, а за историска дистанца ќе разговараме од историска дистанца. Уште една напомена пред да прочитам нешто. Во текстовите има свежи и нови моменти, кои што не сме ги слушнали до сега. Има сведоци од тоа време, важни на важни позиции, кои што има впечаток, не сум разговарал со нив, ќе ги препознаете во редовите на авторите, кои што сведочат од една друга перспектива. Мислам дека дури имале порив баш сега овде да сведочат за нешто што може би се каат, може би како да осватиме тоа. Но има важни осветливачки моменти, особено во овие обществени конвулзии што ги доживеавме околу Преспа, договорот со Преспа, предходните период на антиквизација, природата, би рекол, сршта на владењето на предходниот режим и така натаму, и тоа ќе ви даде посебна возбуда кога ќе читате. И сега се велиме дека македонскиот народ има кратко паметење. Мислам дека сите народи за себе велат дека кратко паметење. Важно ни е ова публикација да биде едно малку чипче во нашата колективна меморија за долго паметење. Да бидеме, како велиме, долго памтила, а не нужно злопамтила. Сега ќе прочитам краток изводок од воведот, кој што концепиравме јас, Анта и Фани. Тука беше Адријана како вредна пчеличка што многу заврши работа околу сите технички, суштински работи за публикацијата, кој што мислам дека отсликува од прилика каква ни беше визијата за оваа публикација. Македонија од Буковиш до Преспа е публикација втемелена на сведоштва. Сведоштва за едно време, невреме, кое во колективната меморија на нашите граѓани ќе остане запаметено како темно. Тоа беа години кога Европа ни ја закачи етикетата за робена држава и кој од оваа исклучително кратка историска дистанца ќе ги запаметиме како загубено време. Но со оваа публикација не ни беше намерата просторски да одиме по трагата на загубеното време. Државата, општеството и луѓето кои што живеат во нив се динамични категории, а не биро за изгубени работи. Тие живеат, одат напред или назад, барајќи подобри услови за себе и за другите, при тоа тежнејќи да не се навраќаат на минатото. Со оваа публикација сакавме да вградиме сеќавање од таа деценија во колективната меморија на нашите граѓани и да оставиме печат, трага, писание за едно траење кое не сакаме никогаш да се врати. Затоа текстовите поместени во публикацијата се сведоштво, а текстописците се сведоци на тоа време. Сведоштвата се лична и интимна категорија, субјективни до крајни граници и неотпорни на времето и просторот. Оние кои ги носат исто така. Затоа утрешнината нека покаже дали списите добиле трајна и мемористичка вредност или се само уште едно проживеано или преживеано страдање. Изборот на авторите кои прифатија да напишат текстови за оваа публикација е крајно арбитрарен. И тука уредувачкиот одбор ја презема целата одговорност. Внимавако да обезбедиме релевантни пишувачи и професионално, но и во тестимонијална, и јас би рекол дури во етичка смисла. Луѓе кои што пред се со својот збор, а некои со активистичка работа се вградиле во објаснувањето на природата на претходниот режим, но и во негово демонтирање. Зошто оваа историска отсечка ни се чинеше важна? Зашто Букурешт и политиките после него се покажа како девастирачки за македонското општество. Македонија влезе во една недемократска власт, јавната набрава на популизмот, се скаравме со соседите, се скаравме на целокупната меѓународна заедница. Од друга страна, и Фани го спомена тоа, дека договорот од Преспа требаше да означи некој нов, требаше да означи некој нов почеток за Македонија. И тука не е јасно до крај како ќе изгледа таа работа. Но сепак и во овој аспект, во договорот пост Преспа и пред Преспа, и авторите и ние сме пробавме да бидеме честни кон таа работа.
По поголема историска дистанца, едните генерации, нашите деца, внуци, ќе може да се навраќаат и да го вреднуваат постигнатото и непостигнатото во овој период. И секако да извлечат лекции далеку сежни и темелни. Ние во уредувачкиот одбор сме убедени дека содржината на оваа публикација, нејзините автори ко личности и текстовите вметнати во неа ќе бидат доволен мотив и поттик и по многу години да се изнесат поуки. Има една фраза која што не ја сакам многу, која што вели поведниците ја пишуваат историјата, но ние, јас, барем од мене поваѓано, верувам дека некои од авторите на текстовите не се чувствуваме како победници и тоа мислам дека говори добро за оваа публикација. Благодарам.